4 април се одржа електронска аукција за продажба на 3 парцели во рамки на градежната зона во Градина и 5 парцели кои што беа на електронско наддавање во индустријската зона Прилеп 2. Каков беше интересот? Дали прилепчани беа заинтересирани за градежно земјиште овај пат во рамки на 16-та јавна објава од општина Прилеп? Точно така, заврши објавата број 16, односно заврши електронското јавно наддавање за 5 парцели во индустријската зона Прилеп 2, сточен пазар и 3 градежни парцели со намена домување во типската населба Градина. Електронската аукција заврши успешно, бројот на пријавени беше навистина голем, што го покажува самиот интерес да се инвестира во нови индустријски погони, но и да се инвестира во сопствена куќа, во сопствен дом. Граѓаните го препознаа, посебно и ги препознаа бенефициите од проектот Купи куќа за млади. Можам да кажам дека во споредба со претходните објави дека интересот за градежни парцели за домување беше значително зголемен. Колку мина аплицираа за учество во електронското наддавање? За 3 градежни парцели аплицираа 14 субјекти, додека за индустријската зона Прилеп 2, каде исто така имаше зголемен интерес, аплицира околу 30 субјекти за 5 градежни парцели. Учествува на јавното наддавање, се избра најповолните понудувачи, останува се склучат договорите за да можат купувачите да стекнат сопственост на овие градежни парцели. Кои се законските рокови со кои што се обврзани новите сопственици за овие 8 вкупно градежни парцели кои што ќе следат? Зависно од намената. Во околу домување, градежните парцели со намена домување, граѓаните кои што ги купиле градежните парцели во рок од 9 месеци треба да извадат одобрение за градење. По добивањето на правосилно одобрение за градење, тие се обврзани во рок од 2 години да го изградат објектот. Додека во индустријската зона Прилеп 2, тоа е согласно површините од законот за градење, купувачите се обврзани исто во рок од 9 месеци да го добијат одобрението за градење и по правосилно одобрение за градење во рок од 4 месеци да го изградат исто предвидениот објект. Меѓутоа и во едниот и во другиот случај имаат обврската согласно новите измени на закон да не можат да го отуѓуваат земјиштето без претходно да се исполнат овие услови. Каков е планот на локална самоуправа Прилеп во однос на објавување на нови јавни повици за продажба на градежно земјиште? Водени од последната објава и од големиот интерес и од страна на бизнес секторот и од страна на граѓаните за секторот домување, по завршувањето на изборите ние веќе сме во подготовка на нови јавни објави, повторно ќе бидат понудени останатиот дел од градежните парцели во индустријската зона Прилеп 2. Повторно на граѓаните ќе им понудиме поголем број на градежни парцели за да можат и навремено да го искористат и проектот Купи куќа за млади, но и они кои нема да го користат во типската населба Градина, но исто така сме во подготовка веќе има интерес кај инвеститорите и за колективни згради за домување. Така да во подготовка се објавите по завршувањето на изборниот процес, согласно закон ние можеме да ги објавуваме.